Здраво на сите, втора сезона Бизнис лидер, втора епизода. Денес имам чест да ми гостува професор доктор Лазар Јовевски од Правниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, исто така и советник на кабинетот на претседателот на владата Христијан Мицковски. Лазар, добар ден, многу ми е мило што си тука. Јас само мала најава давав за тебе. Твоите функции во оваа држава и во општество се многу повеќе од тоа. Ти благодарам денеска што си тука. Благодарам за поканата и благодарам за можноста да бидеме одредено време во овој ваш подкаст, кој што особено го почитувам, го ценам и особено тебе, Владимир, да можам да споделам некои размислувања, размисли околу темите кои што ги отвараш. Оно што ми е многу битно денес и како што почнувам речи си секој пат е темата лидерство, нели? И таа е една убава тема која што исто така ти ја начна и на нашата конференција Бизнис лидер, каде што навистина беше и говорот инспиративен и дискусијата што имавте на панелот со останатите панелисти. Што е тоа според тебе? Што значи да си лидер во бизнисот? Што значи да си лидер како работодавач, како работник? И на крај, што значи да си лидер како обичен граѓанин на држава за која што самиот сакаш да оди напред и да се расте, да се развива? Прво ти благодарам што и така го постави прашањето. Обично лидерството се поврзува со бизнисот, со економијата, со менаџментот, па се прави паралела помеѓу менаџери, бизнис, лидер, лидерството како концепт, поврзано со правење пари, со успех и така натаму. Меѓутоа во суштина кога зборуваме за лидер, ние можеме да зборуваме во сите аспекти од животот, во сите сфери од животот. И јас токму лидерството така и го сваќам и го разбирам како градење на ставови кои што се темелат на одредени вредности, карактерни вредности, кои што треба да мотивираат, да инспирираат, не само за оној кој што го носи лидерството во себе, туку повеќе кон околината, односно кон останатите. Затоа, кога зборуваме за лидерство, ние секако, како што напомени ти, можеме да зборуваме за лидерство во семејството, можеме да зборуваме кај работниците, што значи да си работник лидер, да зборуваме за лидерство во спортот, во културата, во политиката, во многу различни сфери општествени и токму неразбирањето на лидерството, а јас давам еден, би рекол, еден поширок концепт и еден мој термин го вадам, не сум чул барем кај нас во Македонија тоа некој така да го потребува. Ја велам вистинско лидерство, како термин, не само лидерство, туку велам вистинско лидерство. Значи, вистинското лидерство е всушност начин на живење. Би рекол лайфстайл. Тоа е нешто што е поврзано со самиот човек. Зошто го кажувам овака? Како, например, може да биде работник лидер? Се од каде тоа такво нешто? Еве, јас предавам работни односи, предавам трудово право и обично уште на првите часови ги учиме студентите дека има одредена субординација помеѓу работодавачот и помеѓу работникот, дека договор за работување е договор каде што работениот пристапува, односно доаѓа, го прифаќа или не го прифаќа, земи или остави. Тоа е концептот на модерниот договор за работување не само во Македонија, туку во Европа и во светот. Па како сега тој да биде лидер? Видете, лидер може да биде секој човек, вклучително и работникот, ако тоа што го работи инспиративно. За да го работи инспиративно и да дава одреден фидбек и одредена вредност да креира преку работата, мора да најнапред да ја сака работата. За да ја сака работата, клучното прашање, како да ја сакам работата, како да ја најдам вистинската работа за мене која што ќе ја сакам. За да ја сакаш работата и да се пронедеш во работата, мора прво да се пронедеш самиот себе. Да знаеш кој си ти. Да знаеш кој е твоето самоопределување. Самоопределувањето се базира на еден принцип, ја го нарекам Божи принцип, кој што се темели на тоа дека секој се раѓа на планетава не случајно. Секој човек има одредена мисија животна и цел, а бидејќи работата и животот се поврзани, се испреплетуваат и некои професори, автори за кои што јас се слагам, да речем од Сорбона, од Франција, велат правото на животот е трудовото право, односно трудовото право е правото на животот, тогаш дефинитивно разбираме дека тоа се некои нешта кои што се неразделни, и ако ти знаеш која ти е мисијата во животот, ќе знаеш која ти е мисијата во работата, во професијата, и исто така потенцирам дека ако ја знаеш пак мисијата професионална, не можеш да го промашиш и животот. Односно, животот ти е исполнет. Каде е проблемот? Бидејќи овие се две работи толку поврзани.
многу луѓе не разбираат зошто се родени. Обично се сведува на расти, јади, пи, размножи се, умри. Денес за утре живот кој што нема цел, нема мисија, нема подлабока вредност, нема свесност и чувство за оставање траекторија животна и испишување на епитаф, кој што ќе треба потоа, од кој ќе се замине човекот да има одредена вредност на генерациите кои што ќе доаѓаат. Немајќи го тоа, луѓето влегуваат во професиите, влегуваат во работата и се незадоволни, се несреќни, се чувствуваат фрустрирано, се споредуваат со другите, што е многу голем проблем, што е многу навистина ситуација во која што веднаш треба човек да излегува ако се наоѓа од такво нешто. И тогаш не можат да се реализираат професионално, а бидејќи професијата зафаќа повеќе од половина од животот на еден просечен човек во денешно време, тоа му се рефлектира како неуспех во животот. Човекот кој прави некоја, би рекол, некој пресек, некоја линија, на 40, на 50, не знам, на 60 години, кога и да ја прават, кога и да ја правиме како луѓе, кој ќе ставиме црвена линија, гледаме што направив ја до сега. И ако има повеќе, овда не успеав, не сум задоволен на работа, имам вака ми, онака ми е, ми дискриминираат, мобинг ми прават, или јас дискриминирам и правам мобинг, што е исто така проблем, и тоа се одразува на тој што го прави, колку и да мислиме дека не, се одразува психички, тогаш во тој пресек на животните поенти, цели, постигнати, не постигнати, најдени, не најдени, пронајдени, не пронајдени, се јавува незадоволство и луѓето се несреќни. И затоа вие можете во ова време да сретнете многу замислени, нервозни, би рекол, несреќни луѓе по улиците на нашите градови во нашата земја. За да тоа се измени, некој ќе каже треба систем да се менува, некој ќе каже треба нови законник, некој ќе каже не знам треба, не знам што треба. Се нешто треба. Јас ќе кажам што треба, според мене. Според мене треба разбирање и воспоставување на концептот на вистинско лидерство. Ние не можеме да одиме напред, индивидуално, секој од нас, а и колективно ако не разбереме што е тоа вистинско лидерство. Не можеме да напредуваме, не можеме да просперираме, не можеме да одиме во состојба на благосостојба. Туку се негува најчесто лузерски менталитет, губитнички менталитет, и тоа се рефлектира потоа во сите сфери на живењето. Ако имате вие губитнички менталитет во работата, многу е веројатно дека тој менталитет ќе го имате и во семејството. Сега замислете една ситуација на модерното македонско семејство кое што пати од ситуацијата на неслога, на неразбирање кој е, каде, што е, зошто, како функционира бракот, семејството. Сега правам паралела помеѓу бизнисот, семејството, бидејќи се е поврзано. Се е поврзано дефинитивно. Да. И во една таква состојба, во една таква ситуација, ако некој е неуспешен, незадоволен во работата, без разлика дали е маж или жена, многу често тоа незадоволство го пренесува и во домот, и во семејството. Губитничкиот менталитет на работа станува губитнички менталитет во семејството, но таму раѓа друг тип на фрустрација, која што може да се манифестира многу често и со семејно насилство. И од страна на мажите кон жените, но и од страна на жените кон мажите. Исто така кое што многу почесто е психичко насилство. Додека мажите многу почесто манифестираат физичко насилство кон своите партнерки, сопруги, така, или кон децата и така натаму. И сега доаѓате до една состојба, мислам, јас се обидов сега во неколку минути, отидов повеќе работи, но поврзани се толку работиве, што ние не можеме да кажеме дека сепаратно ќе ги гледаме работите, сега ќе градиме здраво семејство, трудот, работните односи ни се нездрави, или ќе градиме здрави работни односи, ќе им дадеме на сите плати по неколку илјади евра и се ќе се реши веднаш инстант. Не се решава баш така. Да, одредените материјални богатства, изобилието може да задоволи одредени или да покрие, ама велам да покрие, намерно го употребувам тој избор, одредени, би рекол, американците велат gaps, јазови, дупки, некои да ги покрие, но не да ги исполни целосно. Исполнувањето се базира на токму себеразбирањето кој сум јас. И кога ќе знам кој сум јас, како Лазар,
ти како Владимир и секој од почитуваните гледачи кои што ќе го гледа ова, кој ќе се запраша кој сум јас и што е мојата цел на оваа планета Земја, зошто јас живеам воопшто, старите прашања филозофски уште од антика па до денес, кои што се во суштина духовни прашања, тогаш и одговорот од на тие прашања ќе зависи како ти ќе се поставиш во животот и кон животот, а со тоа и кон се што те обкружува, вклучително и другите луѓе. И работата, и семејството, и бизнисот и така натаму. Кога ќе знаеш зошто постоиш, тоа е само првиот чекор. Вториот чекор е да направиш акција. Тука се гледа лидерството. Значи, спознанието е прво, а потоа акцијата треба да следи, каде што ти ќе треба да практично во простор и време да манифестираш вистинско лидерство. Вистинското лидерство мора да се концепира на етика и морал. Мора да се концепира на духовните вредности, на сочувствителност, на долготрпеливост, на љубов, на самоконтрола, на аспекти кои што во суштина ќе помагаат на другите. Од вистинското лидерство во својата база, во својата основа е служење на другите. Сега, како професор е да служам на другите, мене кој ќе ми послужи? Самиот концепт е, ако ти служиш на друг, а друг истото го разбира, па служи на други, он ќе ти служи на тебе, ти на него. Едни со други си помагаме. Создаваме ни подлабоки врски, каде што разбираме дека не постојам само за себе и концептот на егоцентричноста се заменува со богоцентричноста. Што значи тоа богоцентричноста? Значи дека ги ставаш Божите вредности во центарот на се што правиш, па и во бизнисот. Ова е многу важен моментум и затоа може би се тоа увертира за да доеме до бизнис кој што е ориентиран кон вредности. Тоа значи посветеност кон човекот, кон работените, кон колективот. Тоа значи животна средина. Животна, токму тоа сакам да кажам второ. Животната средина е следното, одговорност, значи разбираме дека не е само ја да се збогатам да ги отурам сите останати. Значи и заедницата околу мене да биде срекна. Општеството, државата, нели познатата мисла и на Кенеди, што можеш ти да направиш за државата? А не државата напред за тебе. Значи секој треба и тоа прашање си го постави. Легитимно да кажеш ти што при државата за мене. Не велам не, како правник, тоа сосема го разбирам и го оправдувам, но исто така велам дека е легитимно и го охрабрувам прашањето да се запраша секој од нас што правиме ние за ова општество да биде подобро. Па види, тие повисоки вредности ни помогнале во некој период во 500 години кога сме биле под туѓо робство да отидеме напред бидејќи сме сакале нешто повеќе за нас. Апсолутно мислам дека е така и тоа што исто така во што длабоко силно верувам е дека многу често бидејќи се вклучен сега во различни општествени процеси и сега процесите најчесто се динамични, кога се динамични се поставуваат прашањата за реформи, нели што треба да се смени, што не треба да се смени, што да остане, што да се надгради, што целосно да се промени. Да, многу работи треба да се сменат. Затоа навистина треба лидерски моментум, да се има лидерски капацитет, да се тераат работи, затоа што не секој ќе го прво не секој ќе разбере што правиш. Второ и тој што ќе разбере не секој му одговара затоа што му е во комфорт зоната му е чепкаш. Трето, тој што не разбира може да биде најголем опозиционер, а при тоа не разбирајќи дека тоа што се случува ќе биде за негово добро или за добро на неговите деца. И за да секоја реформа или таа динамика да има вистинска вредност, сметам дека во ова време најважна е не правната, не економската, не знам каква монетарна реформа, туку духовната реформа. Кога ме прашувате за каква револуција се залагате, за духовна револуција се залагаме. Да, бидејќи западначкото начин на живот е материјалистичен, свртен кон себе, јас и никој друг. Кога сме имале семејни вредности во некои подамнешни времиња, кога сме имале општествени вредности од типот на се социализираме, си помагаме еден на друг, ни смешни на времето работни акции, не биле тие случајно не поради тоа што немало кој да работи и немало кој да биде платен за да се сработи туку луѓето се сплотат кон некоја повисока вредност. Точно, заедништвото е многу важно, но внимавајте, духовната револуција или духовната реформа не ја исклучува материјалната вредност. Значи, духовноста не значи дека треба сега секој аскетски да живее, да се затвори на врв на некоја планина така, и да седи таму неколку години за да добие духовно просветлување. Секој си има свој духовен пат, да не бидам погрешно разбран, никого нити осудувам, ниту сугерирам. Секој знае длабоко во себе дека е и духовно битие, што и медицината го докажа, впрочем, и секој го одбира духовниот пат по кој што ќе врви. Но не може да се исклучи духовниот пат. Повторам, затоа што сме ние
покрај социјални, емотивни, политички битија, ние сме духовни битија. Ние сме економски битија, меѓу другото. Ние имаме креативност во себе, ја носиме, уште од бебиња, значи уште од кој ќе се родиме до утробата на нашите мајки, ние носиме семето на креативноста. Но таа креативност за да биде вистинска, за тоа семе да почне да рати, да дава плод, тој плод да биде за благослов и на тој што Треба се негува. што го носи семето и за другите да биде благослов, тоа семе треба да се негува, за да се негува токму е духовноста пресудна. И материјалниот аспект во духовноста значи дека не работам само за себе, работам за служба на мојата генерација, го примам благословот материјален кој што доаѓа, затоа што постои, некои го нарекуваат космички закон, некои не знам закон на привлеченост. Тоа се некои, би рекол, нови концепции. Ја малку подлабоко истражував и дојдов до информацијата дека тоа е Божиот закон. Всушност, Божиот закон кој што вели што ќе сееш, тоа ќе жнееш. Правиме го на другиот она што сакаш тебе да ти го прават. Тоа се тие дел од концепциите кои што многу често денеска во модерната психологија, во модерниот бизнис би рекол се проткајуваат низ различни аспекти, но тоа треба да се каже вистината. Мислам, не треба да се бега на тоа, се библиските вистини кои што ги среќаваме во Светото писмо, ги има и дели во Стариот завет и во Новиот завет, и во тој контекст ако го градиме бизнисот на вистина на еден би рекол чудесен начин се случуваат успеси. Не дека нема предизвици, не дека нема одредени проблеми, не дека нема одредени осцилации. Да, но сето тоа многу полесно се поминува, многу полесно се би рекол се води тој процес. И сега ако сега ова истиот модел, бизнис модел може да го примениме во семејството и во домот. Ако и мажот и жената заедно со нивните деца како едно семејство функционираат на одредени вредности, на почит меѓу себе, на разбирање, на секојдневно разговарање за одредени теми актуелни, па нека се и некои смешни теми, хумористични, нека се и по сериозни општествено, економско, политички теми во домот, но пред се низ духовната призма ако се гледаат работите, односно низ Божите очи. Тогаш веќе целиот разговор, целата атмосфера се менува, Владимир. Се менува во домот, се менува во човекот најнапред. Се менува во домот, се менува во бизнисот. Ти си дел од бизнис заедницата во Македонија. Јас сум доста поврзан со бизнис заедницата во Македонија, со работодавци, со работам. Поврзан сум со синдикатите, со работувам и со нив. Гледам и двете страни. Гледам со што се соочуваат. Гледам колку малку треба за да дојдат би рекол до една вин-вин ситуација, заедничка ситуација. Што сите ќе одат напред. Точно, тоа може да се случи, да речеме, преку потпишување на колективен договор. Може да се случи преку измени на одредени законски решења или вметнување на нови концепти на законски решења. Но клучно во целиот процес е не колку имаш ти вештини да преговараш, бидејќи колективното преговарање како и секое друго, како за мир, како и во бизнис и било што. Во брак некогаш кога преговараш со партнерот за некои работи. Целата суштина е би рекол свеста или зрелоста на свеста, како влегуваш во целиот процес. Тоа што можеби сега се расприкажа вака, ако тоа е поентата. Во основа на твоето првично базично прашање, ако ме прашаш, јас да се прашам себе си или поставам меѓу нас прашање, што е тоа што можеби недостасува генерално во нашето општество? Ја би рекол зрелост. Ние немаме онаа вистинска зрелост. Зрелост која што се базира на одговорност. Зрелост која што се базира на грижа за другиот. Зрелост која што се базира за разбирање на не само индивидуалните вредности, туку и на колективните вредности. И на поврзаноста на индивидуалните со колективните вредности. И тоа треба да се разбере. Не е па се и само во колективните вредности да се разбереме. Значи не е тука тоа екстремот е тој исто така како што и само јас го индивидуализмот кој што води кон алиенација и целосно туѓување на човекот. Така да јас во суштина кога зборувам за бизнис лидерство, зборувам за вистинско лидерство во бизнисот, кое што се темели на концептот на вредности, а вредносниот систем мора да биде вграден во карактерот, како плодови на духовни плодови во карактерот на човекот, на индивидуата сега овде. И ако тоа го немаме, можеби имаме желба да направиме добар бизнис, можеби имаме желба да бидеме
имам да се справиме со одреден проблем, со одредена ситуација во нашата компанија. Да, ма ги нема алатките. Точно. Ние сакаме да направиме добро, излегува лошо. Ние сакаме да направиме нешто во бракот да излезе на арнот со добра намера, а стигаме патот не води во пеколот. Патот до пеколот е пополнен со добри намери. Истото и во бизнисот, потенцирам. Значи, сакаме да решиме одреден проблем, сакаме да направиме апгрейд на вработените, да бидат позадоволни, попродуктивни, што е многу важно. Се обидуваме, но ретко успеваме. Ретко успеваат во Македонија, тоа го забележувам. Не е се во парите. Во парите, а мотивацијата како пари, да, има одреден ефект, но многу пати има ефекти искрениот разговор, заедничкото дружење, одењето на одреден настан, надвор од компанијата, поминување ден, два, многу други суптилни, посуптилни работи кои што се базираат на таа емотивна и социјална интелигенција, треба да бидат вклучени за да дојдеме до, би рекол, максимумот да го извлечеме во дадената констелација на бизнис релација. И тука малку ме предухитри со моето следно прашање, колку како држава знаеме да водиме отворена комуникација, колку комуникацијските вештини како едно општество се клучни за нашиот раст и развиток. Поштете, верувам дека добар број на сопственици на компании, работници, граѓани општо се само свесни за многу работи, меѓутоа како да имаме некоја стега да комуницираме отворено и како да имаме некој страф да избегнуваме конфликти за само да се трупа тој да стане се полошо и полошо. И таа нетрпеливост што и во политиката е општо се гледа, дека нема разбирање помеѓу страните за некоја колективно добро. Едноставно многу е како фудбалски меч, ние против другите и ајде да видиме кој колку голови ка даде. Тоа е затоа што не се разбира што е во суштина политиката. Политиката е само алатка како да подобро живееме, како да се организираме, како да функционираме меѓу себе. Ако го цитирам Аристотел, политиката е умешност на возможното и на полезното и на доброто. Значи, пак внесува вредности. Не секогаш е се возможно. И во тој контекст, кога предмалку што велиште, однапред одговорив можеби на ова прашање во делумна смисла, е дека токму немањето на зрелост и неразбирањето на концептот на тоа што како треба да се постават нештата во и политиката, со тоа и во секојдневното општествено живење, не води кон одредени фрустрации. Незадоволството кое што се среќава, кое што е многу изразено во последно време, особено на социјалните мрежи, не сакам сега да бидам тука некој психолог и психијатар, меѓутоа во многу нешта сметам дека извира токму од незадоволството кај себе. И забележувам, јас се нарекувам така наречена фотелја мафија или кауч мафија, која што обично седи пред социјалните мрежи на лаптопи, на телефони или слично, на таблети и коментира, и тука се најпаметни сите. И најнегативни. И многу негативни. И тука се гледа еден крик на фрустрација, на едно незадоволство, прво од себе. И секој кој што критикува друг, кој што суди друг, кој суди, буквално го суди, треба да се запраша прво да се погледне себе си. Од и гледата во собственото око не се гледа, ама ја гледаат раската кај другиот, кој ќе покажат 4 прста, кој ќе покажат со рака или со прст, всушност еден кон другиот, заборава дека 3 прста се свртени кон себе. Така да, ова не смее да се заборава. Намислена тука тоа треба тоа е таа зрелост за која што јас упорно зборувам и за која што велам дека недостасува и на индивидуално и на колективно ниво во Македонија. Ако се поинаку поставиме во целата работа, тогаш нема прво така да се однесуваме, така да такви спорови да зборуваме. Луѓето не разбираат и сакам од вашиот подкаст да упатам една многу важна порака, ова е многу важно и за менаџери, и за бизнис лидери, и за работници, за секој граѓанин во земја. Внимавајте какви зборови употребувате. Гања Тодоровски велеше, зборовите се како ат кој ќе го пуштиш одврзан низ чаршија, ќе се растрча, се ќе разруши, лом ќе направи. Зборовите има, тоа се и јазикот, самиот јазик, органот за говорење. Тоа е мал орган, но голема гора може да запали. Голем пожар може да направи. И не случајно нашите стари рекле,
голем залак голтни, голем збор не речи. Почекај, не брзај, не избрзуј, немој веднаш да осудуваш. Тоа не значи да не ги забележуваме проблемите, пропустите, недостатоците кај други. Но ако сакаме искрено, вистински да ги менуваме работите, не можеме да ги менуваме ние ако на злото додаваме зло. Ако лошото го храниме со дополнително зло, со лошотилок. Мора поинаку да пристапуваме. Исто вие како со деца кога ги воспитувате, не можете децата со ќотак да ги воспитувате, се што и да сгреши со стапот по глава или по газ. Да го... Ама не може со премногу мазање да не бидат утек со реалноста. Апсолутно, во смисла да се знае што е редот, да се има ред и одговорности уште кај малото дете. Меѓутоа, кај возрастниот човек кој што веќе е изградена личност, многу потешко се менуваат сега овие нешта и луѓето повеќе се спремни да си останат такви какви што се, отколку да се менуваат. Ја тоа не можам да го разберам. Имам луѓе кои што ги познавам со години, со децени, само ми Лазар, не сум се променил ја од дете од 18 години. Викам, како бе не си се променил од 18? Истиот ли си? Истиот сум од 18 години. Па викам, штета. Значи ти ништо не се научил през овие за 18, се научи до 19 години, до 20 години, се ти стана јасно на светов и на веков, се свати. Океј, ако си вундеркинг, океј. Меѓутоа, не е тоа возможно. Затоа што прво нема константа освен две нешта. Ја велам Бог и променливоста. Се менува и ние мора да бидеме спремни на одредени промени. Не само да бидеме спремни, ние треба да ги предвидуваме промени, ние треба да ги повикуваме. Во одредена смисла, да, тоа што не е добро да сакаме да го промениме. Но не знаеме како. Тоа е клучниот проблем кај нас. Не знаеме како да се поставиме во одредени ситуации. Ми смета наративот на говор во општество. Ми смета. Не го сакам. Тоа ниско ниво на диалог покажува само колку сме незрели, колку имаме луѓе кои што се наметнаа со тој поган наратив. И тоа треба да го менуваме, и тоа нема да ни го смени некој од Шведска да дојде сега тука ќе ни направи некоја обука, некој коучинг, не знам ова, и сега ние тука сите просветлени, готово се смени. Добре, треба секој од нас да го прво процепира, да го свати дека тоа не е добро и да почне да сака да го менува. Тоест, значи не да конкретно да посака да се смени право. И да го види, да го визуализира како една визија за Македонија дека работите се менуваат кон подобро. И мојата парола е Македонија ќе ја биде. Како бе професоре ќе ја биде, нели гледаш вака е, онака е. А што мислиш, велам, ти повеќе гледаш од мене што гледам јас гледам многу работи. И тоа Македонија ќе ја биде. Нас ќе не биде. Ние не можеме со губитнички зборови и со губитнички менталитет да победуваме. Мислам, ајде, во спортот како може одиш да изгубиш и ќе победиш. Нема да победиш, ќе изгубиш. И мене спортот ми е фасцинантен поради тоа што таму постои концепт на тренер, на ментор и така натаму. Таму постои концепт на преземање одговорност. Кога тимот губи, доаѓа тренерот и кажува ова е моја грешка, ќе се подобриме нареден пат. Кога тимот победува, вика тимот победи, без нив нема одење напред. Значи, вистинското лидерство многу убаво е пренесено некако во спортот. Исто така јас и многу често и војската ја земам за пример, пошто војската ми е највисок степен на преземање одговорност. Точно се знае кој пие, кој плаќа, точно се знае кој треба да преземе одговорност. Каде е тука исто така образованието? Колку во образованието имаме шанса да направиме ние промена и колку концептот на доживотно учење, што луѓето мора да го разберат, треба да се пренесува, бидејќи некако луѓето влегува во тој филм дека јас сега завршам факултет и готово сум завршил со учење до крајот на животот. Ако не сакам да влезам во академски води, нема да магистрирам, нема да докторирам, тука завршувам, сум завршил факултет, знам се, почнувам од утре со работа. Дали тој концепт на доживотно учење треба да се вметнува уште рано во нашиот образовен процес и дали треба луѓето малку поинаку да ги гледаат работите, да гледаат со желба кон учење на нови работи, откривање на нови концепти, или само до тука е моето и понатаму одам на автопилот? Добро ти е ова автопилот. Да, мене сме интересна флоскула. Па многу се на автопилот, Владимир. Многу се на автопилот. Автопилотот значи да си засвиеш, да си дремка да си. Значи во некоја би рекол алфа состојба на умот, која што не е состојба на која што треба да предизвика креативност потоа, да влезеш у тета. Туку тераш онака, како некоја... Како животно, извини. Колку да е буквално искрено. Свеста ја немаш.
Да. Свеста, точно, свеста затапува ова таки рад. Како човек кој што доаѓа од универзитетот, и како професор, редовен професор, 25 години сум во академијата, во науката, во универзитетот, со студентите. И сватив дека не можеме само информација да пренесуваме. Особено во областа во која што сум јас, правото. Мора да се пренесуваат и вредности, мора да се пренесуваат и ставови, мора да се пренесуваат и разбирање на нештата, подлабоко. Кои вредности? Вредности за правда, за правичност, за вистинолюбие. Како може правникот да знае се, цел закон може напамет да го знае, се како треба да се примени, како да се направи тужба, жалба, како да се искреира одредено решение за нешто правно, а да не знаеш, да не го разбира концептот на правда и правичност. Судијата како може да суди? Само по основ на закон, формалната вистина само ќе гледаме. Нема такво нешто. Формална вистина, да, тоа е она што го пише во законот, но постои материјална вистина, односно она што е на линија на вредноста, на правото и правичноста за која што и околностите што довеле до тоа. Токму така, зашто се зборува уште од античко време, на античките филозофи зборува и Исус, зборуваат и други луѓе кои што ги се занимаваат со решавање на проблемите во дадени општества, во дадено време, во даден контекст. И на вистина во тој аспект забележувам дека мора академијата да ги вклучи и пренесувањето на информации, но и менторскиот процес, односно учителот треба да создава ученици. Не велам следбеници, току велам ученици. Тоа значи дека ученикот е оној кој што се надградува и зрее под менторство, надзор, водство, насоки на учителот, на менторот. Целта на оваа компонента, покрона само да се пренесуваат информации. Целта на оваа вторава компонента, значи на менторирањето, на учителствувањето е да се создаваат зрели личности кои што во одреден период од животот ќе дојдат во позиција тие да создаваат ученици. Тоа е многу важно. Учителот да создава ученици кои што потоа ќе создаваат ученици, односно ќе бидат учители, со други зборови. И тука повторно ме предухитри за оној концепт кој што често го зборувам, дали луѓето се свесни дека кога ќе станат лидери, првата задача на некаква лидерска позиција е веднаш да креираат наследници, да го пренесат тоа што го знаат. Многу добра поента, многу ретко во пракса. Обично менаџментот кај нас и хај менаџмент не се обтоварува толку со тоа како треба да се создаде екипа која што ќе потоа ги води работите дури во негово отсуство или во нивно отсуство, ако се повеќе менаџериалистично. Многу е важно да се разбере дека вистинското лидерство се базира на концептот да учителот создава ученици, а учениците да стануваат потоа амбасадори на промените, на работите кои што ќе одат во подобра насока. Значи, 3 нивоа се, всушност, генерално, тоа е една друга тема, со оглед и на време, не знам и колку имаме можност сега да навлегуваме во детали, но неприменувањето на овој принцип многу им смета на голем број на менаџери во Македонија, со кои што јас знам, гледам што се случува, како работа, со кои проблеми можеби се соочуваат и така натаму. И ова е всушност вложување во луѓето сега. Во човечките потенцијали. Што е човечки потенцијал? Тоа е акроним на човечки ресурси. Јас луѓето не ги гледам како ресурси, јас ги гледам како потенцијали. И бидејќи сум исто и HR обучувач, предавам и за човечките, потенцијали или некои ги нарекуваат ресурси, секогаш тоа го потенцирам, дека треба во луѓето и мора да се вложуваат. Употреби зборот мора, што не често го употребам, ретко сакам да го кажам зборот мора, но во овој пат го кажав, затоа што услов е тоа да се вложува во луѓето. Не можеш ти на некого да го вработиш и да го оставиш така, и само да бараш. Мораш да дадеш. Мораш да вложиш во човекот. Од друга страна, пак работникот мора да разбере дека има некој кој што ги координира работите, ги менаџира со други зборови, или е лидерот на тимот. И е презема одговорноста. И токму така е презема одговорноста. Бидејќи имам прилика да гледам и со што се соочуваат работодавачите и со што се соочуваат работниците.
Треба да се разберат едни со други. Не се разбираат многу често. Работникот не може да свати колку одговорност има ти да треба да обезбедиш, не знам, на први или до 15 во месецот да обезбедиш плата за толку и толку вработени. Не е тоа едноставна работа. Од друга страна, менаџерот, бизнис лидерот треба да разбере дека не е едноставно и работникот да се соочува со секојдневните обврски со секојдневната работа и при тоа со одредени финансиски примања кои што можеби не се на линија на неговите очекувања или задоволување или на потреби, да. потреби кои што се ме разбирате. Апсолутно. Ако ова нешто се свати подлабоко и од страна на менаџментот, и од страна на работниците, па и синдикатите, тогаш полесно ќе се доаѓа до заеднички решенија. Не сум во овој дел за револуционерни решенија, туку повеќе сум за сега чекор по чекор да се оди. И комуникацијски е најбитно. Комуникацијата е многу важна. Особено важен момент е во кризни времиња. Недостатокот на комуникацијата создава продлабочени проблеми кои што веќе постојат претходно. Затоа велам, во време на криза, во кризни времиња, комуникацијата е еден од клучните елементи за успешно разрешување на проблемите, за успешно бизнис лидерство, би рекол дури. Така да, во цела оваа приказна за вистинското лидерство, ние можеме вистинското лидерство да го гледаме и низ призма на, ова последново академија, и низ призма на работници, синдикати, низ призма на семејство, низ призма на секојдневни односи на општење, на комуникација, на социализација помеѓу луѓето, на другарување и така натаму. Вистинското лидерство секогаш се базира на гледање на добрите работи кај другиот, излекување на максимумот од другиот, помагање на другиот да застане, да оди, но не одење на место него. Не биење на битките, на туги битки. Многу често, ќе бидам искрен, јас сум се фатил посебно во минатото во некои ситуации кај што сум биел туги битки. Со добра намера? Да помогнеш секојаш. Стоп. Не. Веќе не. Туги битки, секој има своја битка. Ако можеш да помогнеш на некому, помогни во неговата битка. Но не да ја биеш тујата битка. Ова е многу важно да се свати ако сака човек да има здрав психофизички развој или живот, би рекол. И духовните аспекти мора да се внесуваат. И ова видите, ова е еден цел правец на менаџмент, на лидерство со таа духовна основа позадина кој што може да го сретнете во цел свет денес, доста актуелно е. Не сум ја прв кој што зборува баш за ова. Па и ESG стандардите нова се базираат. Токму така, но различно се пакува, различна амбалажа и тоа е веќе маркетинг. Да, ќе го маркетички ќе го видите и разни коучери и мотивациони говорници и така натаму, но во суштина се темели на библиските концепции, библиските вистини за тоа што како треба да се изгради здрава личност, здрав колектив, здрав бизнис. Како да напредуваш, а да не газиш други луѓе, да не газиш врз други луѓе, а да сите да бидат заедно да напредуваат. Неолибералните концепции на пазарната економија не го разбираат. Овој промовираат еден друг мајндсет, една друга вредност. Социјалистичките, екстремно левичарските, комунистичките идеи пак акцентот го ставаат само на комуната, на заедницата, дека на едномието, на немање креативност. Но во суштина не разбираат овие пак вториве комунистиве и левичари дека во суштина двигател на нештата е човекот, еден. Да. Не сме се родиле ние, освен кога се раѓаат близнаци, но и тие се индивидуи, нема колективна, би рекол, индивидуалност, има колективна свест, има колектив и така натаму, но како индивидуи, како личности мора да го сочуваме нашиот интегритет и вредностите кои што ги носиме како индивидуи за да можеме да ги ставиме во употреба во различни аспекти во колективитетот. Сам колективитет како етнитет, како некое тело, е толку силно или толку слабо во зависност од индивидуите кои што се во него. Во зависност од тоа кој е па и лидер на колективитетот, тим лидерот, и така натаму, како ги тера работи, колку е слаба или колку е јака најслабата карика во целиот систем, и така натаму, и така натаму, и така. Така да, во суштина, Аристотел велел вистината е во средината, ова не значи компромис со вистината, но велам дека таквите екстремни погледи на нештата не можат да бидат вистина. Нити целосниот индивидуализам, јас и никој друг, и сам за себе сум си доволен, никој не ми треба, јас сум роден и тоа е тоа, јас сум сам за себе.
Тоа не, тоа е погрешен став, но и колективитетот како ултимативен чадор кој што треба да биде заштита за секого и тоа е крајот на приказната, врвот, и тоа не е точно. Едното со другото се поврзани и мора да бидат во еден синхрон, би рекол, индивидуализмот и колективизмот. Види, концептот на индивидуација во психологијата е највисок степен на себе спознавање и на одење напред. Тука се раѓа креативноста, сите ја прават паралелата. Како децата се толку слободни и иновираат и со нивната фантазија измислуваат нови светови и слично. Оној момент кога едно дете ќе го ставиш ти во општествени норми кои што се престроги, му ја убиваш таа индивидуација и он станува дел од колективот и можеби се движи по одредени норми, меѓутоа веќе желбата за креирање се губи. Ако ние кај возрастните продолжиме да ја гајме таа индивидуација, да им даеме можност да бидат креативни, веќе доаѓа мисијата што ја спомна ти на секој човек, зошто е ставен на оваа планета Земја, со која цел, што да дава, и тогаш веќе се гледат колективните вредности како јас со мојата уникатност како човек можам да придонесам за општеството. Мислам дека еден убаво резиме на се ова што зборувавме, дека генерално за било која држава да оди напред, треба луѓето да се погледнат прво сами себе си, да видат што можат они да направат за општеството, да видат што можат они да направат за да се подобрат себе си, а понатаму да има разбирање од органите на власта што е тоа што им треба на луѓето за да продолжат да се саморазвиваат. И она што го зборевме на тема образование. Тука гледам многу јасна синергија помеѓу бизнисот и образованието, поради тоа што ако убаво се функционира тука, ќе имаат и самите универзитети места каде да ги праќаат децата на вистинска пракса, на вистина да научат тоа што се зборува на факултетските клупи, како да се примени, а истовремено ќе имаат и фирмите можност да видат каков потенцијал доаѓа за да може да се даде повеќе можност, пошто гледам дека во одредена ситуација секогаш најлесно добиваат можност тие што се најистакнати, а некои луѓе што се поинтровертни, а се многу квалитетни, ако немаат платформа како да се изразат, едноставно многу назад одат и со тек на време немаат како да се искажат. Да. Мислам дека убаво резиме даваш на крајот. Јас само би се надоврзал на тебе во смисла дека она што го пред малку и постави ултимативна глупост е да мислиш дека не треба да се надградуваш и да учиш цел живот. Значи, апсолутно секој човек кој што сака да биде успешен, кажувам најотворено, ако сакаш да бидеш успешен, мораш да учиш цел живот, да напредуваш, да се менуваш, но во добар смисла, во позитивна страна, не ретроградно, и да во суштина разбереш дека човекот е во центарот на се. Не ја префрлувај вината на другиот, почни од себе, почни да ги менуваш работите во себе и околу тебе ќе почне да се менуваат и не се споредувај со другите. Остави тоа. Терај како што те води твојот пат, по кој што, како мисијски пат, кој што го имаш на планетава во животов, и многу работи ќе почнат да се менуваат, и кој го пробал ова, знае. Знае за што зборувам. Кој не пробал, многу губи. И не сега изговорот дека никој не им кажал како треба да ги постават некои работи во животот, им кажал некој. Малку треба за да живееме убаво, сите, и индивидуално и колективно. Што значи тоа малку? Помалку да оговараме, помалку да зборуваме лоши зборови, помалку да негираме, помалку да завидуваме, да се споредуваме, како што кажа, со другите, а повеќе да љубиме и да правиме добро, кое што се базира, кое што извира од љубовта, а не од концептот на ти го дај ми го. Кога така ќе има повеќе луѓе, критична маса, би рекол, во едно општество, тогаш и атмосферата во општеството е подруга. Одговорноста за таа атмосфера, каква ќе биде, е сепак кај нас, индивидуално, така да од секој човек зависи. Секој човек е битен. Ако мислиш дека не си битен, ова го кажуваме и за нашите гледачи, грешиш. Секој човек е битен и секој човек во себе има лидерски моментум кој што треба да коинцидира со талентот кој што го носи во себе. Лидер си во талентот. Ги откривам финално и ја речем главната поента. Секој е лидер овде во просторијава меѓу мене и тебе, во нашиот град Скопје, во Македонија и на планетава Земја, само во делот во кој што е талентот, а талентот му е повикот што треба да направи промена во животот на планетава, во работата, во семејството и така. А умешноста е како да си ги поставиме правите прашања за да откриеме што ни е нас целта на оваа земја.
И тоа е генерално нешто што секој треба постојано да си го поставува себе си, зашто кога ќе си најде што го прави среќен, а при тоа го прави со леснотија, значи дека тоа е патот, а не е патот тоа што гледаме на социјални медиуми дека другите го прават, па да пробуваме да ги имитираме. Да. За жал, кој што некогаш завршуваат и со трагични ситуации, кога се обидуваме нешто да направиме, некој предизвик или некоја таква глупост. Тоа е незрелост. И нели, генерално, секојаш да се споредуваме со себе си, Да. тие мали инкрементални промени на дневна основа што можеме ги направиме. Дали денес сум подобар Да. од вчера? Така. Лично јас, лично ти, секој од нас. И тоа мислам дека е многу едноставно прашање, многу едноставна, како да кажам, задача која што може да се поставуваме секој ден за да видиме до каде сме стигнале. И ќе се запрепастиме кога ќе направиш една паралела со пред една година кај си бил и каде си сега, бидејќи таа инкрементална промена и во економијата тоа добро го знаат, оди со експоненцијален раст. Токму така. Многу добро кажано, на крај мако е и со тој економски речник. Морам да ти кажам дека се радувам сега уште повеќе за поканата да бидам овде гостин и да кажам дека одамна не сум направил вака еден зрел разговор кој што може би на некој ќе му звучи малку и потеоретски или филозофски, но за да ги практицираме работите in life, во пракса, ние мораме да ги разбереме суштински, позадински, under the stage, позади сцена, како функционира концептот. Затоа е важно и ова да се разбере, за да може потоа да се имплементира во секојдневното живење, во секојдневните меѓучовечки односи, бизнис односи, креирање на компании, работење со луѓе и така натаму. Потоа доаѓа она, што се вели, ако ќе разбереш вистината и вистината ќе те ослободи, тогаш доаѓа таа вистина да живееш реално во пракса, во конкретно време и во простор. Професоре, ви благодарам многу за ова прекрасно интервју, за овој прекрасен подкаст. Верувам дека сите што ќе го гледате ќе извлечете многу поуки и имаме многу убав простор за да го повториме ова во некоја наредна прилика. Со задоволство благодарам уште еднаш за поканата. Ти благодарам.